Со црковно-народен собир денес традиционално се одбележа празникот Свети Атанасиј Летен во патроната црква во село Фалише. Голем беше бројот на верници од селото и од околните населени места кои дојдоа да му оддадат почит на символот на православието и заштитникот на селото Свети Атанасиј. Празнувањето започна со света литургија во храмот, која ја отслужи парохискиот свештеник Љубиша Блажевски. Благочестиви христијани, денешниот ден е посветен на светиот Атанасије Велики архиепископ Александријски. Тој е роден во Александрија 296 година и уште од детството бил наклонет кон духовниот позив. Бил џакон кај архиепископот Александар и го придружувал во Никеја на првиот Селенски собор. На овој собор Свети Атанасије се прослави со својата ученост, благочестие и ревност за православието. Тој многу придонесувал за сузбивање на Ариевата ерес, како и за утврдување на православието. Тој го напишал и символот на верата кој бил усвоен на соборот. По смртта на Александар Свети Атанасије бил избран за архиепископ Александријски. Како архиепископ станал повеќе од 40 години, иако не бил цело време за архиепископскиот престол. Без малку, скоро целиот свој живот бил прогонуван од еретиците. Од царевите најмногу го гонеле Констанци, Јулијан и Валент, а од епископите Евсевиј, Никомидиски со уште многу други, а од еретиците Арија и неговите следбеници. Свети Атанасије бил принуден да се крие од гонителите дури во бунари, по гробови, во приватни куќи и во пустините. А два пати морал да бега во Рим. Дури пред смртта некое време проживеал мирно како добар пастир помеѓу своето добро стадо кое вистински го почитувало. Малку се светители кои биле така безобзирно клеветени, така свирепо гонети како што Свети Атанасије бил. Но неговата голема душа поднела трпеливо се заради љубовта Христова и најпосле излегла победоносно над сета таа страшна и долготрајна борба. За совет, утеха и морална поддршка често пати одел кај Свети Антоније, кој што го почитувал како свој духовен татко. Човекот кој ја формулирал неголемата вистина морал и многу да страда за таа вистина, додека Господ не го успокоил своето царство како свој верен раб 373 година. Денешниот ден се празнува во пренос на неговите мошти и неговите чудесија. Христос воскресе! Нека ни е чести денешниот празник за многу години на здравие и спасение. Прославата на Свети Атанасиј Летен продолжи во црковниот двор со благословување на пченицата и режење на кумските колачи. И за спасение, Христе Боже, благослови и осјати, левено и пшеницу духом Твој сјати на мир. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Јулија, Јована, Даниела, Лука, Теодора, Филипа, Господи, помилуј. Господи, капидава. За прославата на празникот Свети Атанасиј во село Фалише, секоја година има по 7 кума од различни делови на селото. И годинава се предаде кумството на новите кумови. Годинешните пак велат дека е чест да се биде кум на празник. Јас сум Минка Стојковска, годинава сме кумови. Добро е. Секоја година вака треба да се собираме, да биде весело, до година да има кумови секоја година. Задоволни сме. Тоа. Како е чувството да се биде кума? Па добро е, сум била поќе пати на други места и годинава и овде, нека се пријавуваат поќе. Добро е. Чувството е многу добро, значи да продолжи оваа традиција. Јас сум иначе од Тетово, имам куќа овде кај за многу години. Звонко Серафимовски.
Традицијата на празнување на Свети Атанаси Летен трае одамна, а младите се трудат да ја продолжат и да ја негуваат. Јас сум Мирослав Марковски, председател на црквин одбор село Фалише. Ова слава се слави години наназад. Се одржува литургија, после литургијата продолжува со музика во дворот, играорна. Има играорна група, после продолжува во салата, се дава братско-сестринства трпеза на љубовта. И ова треба да остане како на сите поколенија на помладите, да се продолжи традицијата, да не згасне. Традиционално по повод патруниот празник на црквата Свети Атанаси во Фалише, за сите присутни верници од страна на годинешните кумови, беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Црковно-народниот собир во дворот на црквата во Фалише беше збогатен со настап на играурците од културно-метничкото друштво Бранко Чајка. За музичкиот дел беше задолжен маестро бенд, со што прославата на денешниот празник продолжи со песна и ора до доцните попладневни часови.